Напред би сакал да го искажам собственото жалење што претениците се доведуваме во ситуација да некој на говорницава брани нешто кое што е неодбранливо, затоа што некој така му набил да има чувство на одговорност, дека определени судски одлуки кои што завршиле со определен исход, се случило во време во кое што политичка извршна власт е неговата политичка партија. Штовани колеги, зборуваме за извештај од 2019 година, бурен во судството, уште побурен во обвинителството, и сметам дека ова собрание мора да се воздигне над актуелната состојба, мора да се воздигне над желбите и потребите на оние кои што ја представуваат владата, доколку сакаме како пратеници да допринесеме во подобрување на судскиот систем. Бадијала ќе се наредат 100 реплики и ќе кажат 3 извештаи дека нешто дело во добра насока, а сите ние знаеме, и вие, и јас, дека судскиот систем и целокупното правосудство не ни е на завидно ниво, да не речам ни е на лошо ниво. Вистината е дека извештаите кои што ги добиваме денеска од странските меѓународни организации се на најниско ниво од кога постои Република Македонија. И од тоа бегање нема. Дали било преходно добро судството? Не било добро судството преходно. Дали сега е на завидно ниво? Не, туку е на уште пониско ниво, и ве молам да имаме дискусија во која што ќе допринесеме да судскиот совет и судиите работат наставно од политиката. А како ќе допринесеме? Ќе допринесеме на начин што ќе ги осудиме сите политички мешања во судството и сите судски мешања во политиката. Каде што независно која политичка партија е на власт и независно која политичка партија не предложила во ова собрание, кога ќе видиме судски неправди, судски местенки и неморални работи, ќе реагираме и како претеници и како политички субјекти. Не можеме да избегнеме од фактот дека една власт беше сменета под максимата дека ќе дојде правда. Од тоа бегање нема. Нема бегање и од фактот што еден политичар кој што е на чело на извршната власт сам себе си се стави како председател на Советот за реформи во судството. Нема бегање и од фактот дека истиот тој тоа го заврши неуспешно и откако си ја заврши работата во судот и во обвинителството да него гонат, потоа се повлече и почна да зборува дека судската власт е независна. Нема бегање од фактот дека народот нема доверба од судството. И затоа мора да се одважиме и да реагираме, бидејќи ова собрание и тоа како има голема улога во формирањето на перцепцијата на судството. Кога нема да го гледаме судството како наше и ваше, тогаш ќе имаме подобар живот и ние како пратеници, ама пред се ќе имаат оние кои што не гласаат на избори, и затоа ќе ве молам да престанеме со демагогија и да престанеме да браниме нешто кое што е необранливо. Во поглед на самиот извештај, тој е обемен, во него се содржани сите параметри кои што се потребни за еден извештај. Според мене е објективен извештајот и објективноста е представена преку многу нелогичности кои што за жал ни се случуваат во нашиот правосуден систем. Во интерес на времето, еве ќе почнам, вели дека Битола, апелационо подрачје Битола, вели дека Основен суд во Битола е неажурен. Основен суд во Охрид е неажурен. Основен суд во Прилеп е неажурен. Основен суд во Гостивар се вели дека е неажурен. Основен суд во Дебар се вели дека е неажурен. Апелационен суд во Скопје се вели дека е неажурен суд. Апелациониот суд во Велес се вели дека е неажурен суд. Основен суд Гевгелија, неажурен суд. Основниот кривичен суд во Скопје се вели дека е неажурен суд. Понатаму Источна Македонија, Берово, неажурен, Делчево, неажурен, Кочани, неажурен, Радовиш, неажурен, Струмица,
неажурен суд. Ова е оценката на судскиот совет дека две третини од судовите ширум Република Македонија се неажурни. Судскиот совет вели дека две третини од судовите не си ја вршат својата работа согласно опис и попис на работни задачи и согласно насоките дадени од самиот судски совет. И тој тоа го констатирал во овој извештај. И зашто рекол дека е објективен, а според мен има многу нелогичности. Затоа што се вели дека како резултат на спроведеното редовно оценување од страна на Судскиот совет на Република Македонија, се донесени одлуки за оценка на работа за 2017 и 2018 година на вкупно 500 судии. Од вкупниот број на оценети судии, 452 судии се оценети со оценка многу добар, или 90,4% се оценети со многу добар, 42 судии се оценети со оценката добар, или 8,4%, а само 5 судии се оценети со оценката задоволителен, или 1, што представува 1%. И моето логично прашање од оваа говорница е следното. Ако Судскиот совет ни кажува во овој извештај дека две третини од судовите ширум Република Македонија се неажурни, како тогаш може од 500 судии 452 да ги оцениме со многу добро? Тоа е највисоката оценка која што Судскиот совет ја прави. Тоа според мене не е логично. Не е логично да имаме толку неажурни судии, ама потоа да имаме судии кои што имаат одлична оценка. И ве молам, а за тоа, господине Здравев, доколку сте во можност да ми одговорите, бидејќи претпоставувам дека и во 2020 година извештајот ќе биде ист. На крајот од оваа моја дискусија, сакам да порачам неколку работи. Господине Здравев, се додека судиите во Република Македонија кои што имаат мандат, кој што им е практично доживотен мандат, кои што доколку работат согласно совеста и опис и попис на работа, значи не можат да бидат сменети, а ние политичарите одиме на избори и често пати сме сменувани, и јас ве охрабрувам да поведете малце повеќе сметка околу дигнитетот и околу кредибилитетот кој што го има судството во Македонија, бидејќи судството е многу важен фактор и во правењето на извештајот од страна на Брисел, многу важен фактор ни е за тоа како Република Македонија се движи. Ве охрабрувам да секогаш, кога ќе го слушнете актуелниот премиер или други идни премиери, да се кити и во политика да користи определени случаеви од судот, јасно и гласно, со дигнитет да станете и да му кажете да си ја гледа собствената работа. Да престанете да бидете извршители на дневно политичките потреби на премиерот. Да престанете да преќутувате кога еден ист случај во два различни судови во 2 милионска Македонија се решава на спротивен начин. Да бидете одважни и да му кажете дека ако сака некого да си апси или да пушта од притвор, дека тоа не го може тој, дека го може само судот. Да бидете судство кое што личи бидејќи согласно закон, законодавецот и ова собрание ви ги дало тие надлежности. Да престанете да се занимавате со политика и со политиканство, да престанете да давате изјави по медиуми кои што не се во врска со предмети, туку се во врска со политика, и да го оставите политиката на политичарите. Тоа е многу важна работа и јас тоа од вас у идниот период го очекувам. Очекувам со повеќе дигнитет да му укажете на владата каде е местото. Од 2019 година имавме многу случаи, господине Здравев, кои што висеа во јавноста. За прв пат видовме како политичар е снимен на камера, оди, си зима пачка со пари, си ја става, ниту почнавме нешто одлука, ниту побаравте подопрен глас, ниту знаеме дека има истрага. За прв пат видовме како изгледаат милиони, почнавме судски процес, ама заврши само со тројца обвинети. Имаме друг судски процес од 2019 година во која што се рекетирани еден куп пари из цела држава, имаме само 2 обвинети. И имаме обвинети само луѓе кои што не се функционери. А тие луѓе рекетирале врз основа на документи подпишани од функционери. Тогаш
кога сите овие работи ќе ги изнесете во јавност и ќе зборувате само за тие Благодарам. предмети, ќе имаме многу подобро судство. Благодарам.